Добар ден, почнуваат пладневните вести на Канал Плюс. Еве дел од содржините. Денес е светски ден за борба против туберкулозата, болест на сиромаштијата која се уште ја има во регионот. Вакцинирањето е најуспешен начин за заштита од оваа болест. Проектот Домашна визита успешно функционира во руралните средини, каде за непол месец се реализирани над 1500 прегледи. Во Штипско прегледани во домовите се 120 лица. Деновиве во општина Чечиново Облешево интензивно се работи на расчистување на дел од каналската мрежа за наводнување и одводнување на оризовите полиња. Војна миграција, глобална сиромаштија, економска криза и ширење на ХИВ вирусот. Ова се предусловите за заболување од туберкулоза, болест стара колку и човештвото и болест која одсекогаш се поврзува со сиромаштијата. Во минатото ова заболување често имало кобни последици по населението, но со стрептомициното и вакцината туберкулоза на овие подрачја е ставена под контрола. Денес се одбележува светскиот ден на борба против туберкулозата. Во нашиот регион постојат уште болни од туберкулоза. Се откриваат и нови болни, евентуално ако веќе се заразени. Нивното откривање е од клиничката слика, кашлица, крвов испливок, ако веќе таа туберкулоза е белодробна, може да биде и туберкулоза на бубрези, на гениталии, на зглобови, на коски, значи таа болест може да зафати повеќе системи. Инаку, порано во Штип постоја специјалисти, фтизиолози, кои што ја лекуваат туберкулозата. Веќе луѓе од тој профил немаме во Штип, но таа проблематика веќе треба да ја преземат специјалистите по пулмологија, бидејќи веќе третманот на белодробната туберкулоза е во тие институции. Проектот Домашна визита кој овозможува пристапност кон здравствената заштита на лицата од руралните и тешко достапните населени места во овој циклус има опфатено над 1500 пациенти. После Скопје, каде се регистрирани 450 посети, здравствениот дом во Штип е со најмногу прегледани пациенти со домашна визита. Околу 1500 лица во повеќе региони низ Македонија се посетени досега во рамки на 6-тиот циклус на проектот Домашна визита, кој започна на 5 март. Посетите ги вршат обучени тимови од патронажните служби во здравствените домови. После Скопје, каде што се извршени 450 посети, здравствениот дом во Штип извршил 120 посети. Станува збор за претежно постари лица од руралните средини и потешко достапни населени места на кои им е потребно поголема здравствена нега. Значи во Штипско-Карвинскиот регион, односно под здравствен дом Штип, имаме 7 пункта кои што редовно работат и се по распоред секој ден. Значи тимот од рурален доктор е секој ден таму од 8:30 до 12, зависно во кое подрачје се наоѓа. Проектот прекрасно функционира, одзивот на граѓаните е задоволителен, така што се доближивме поблиску до пациентите од овие подрачја кои што ја немаат таа можност во изминатиот период. Кај дел од посетените лица се констатирани хронични заболувања, зголемено ниво на крвен притисок, зголемено ниво на холестерол, диабетес и тие се упатени кај матичен лекар за препишување соодветна терапија. Во рамки на посетите патронажните тимови даваат и совети за здрава исхрана, практикување физичка активност и здрави стилови на живење. Санирањето на дефектите на медицинските апарати наскоро ќе се врши во рок од 15 дена од расипувањето. Со ова ќе се реши еден од најголемите проблеми во јавното здравство, каде досега за поправка на апаратите се губеа месеци. Министерството за здравство распиша тендер за поправка на медицинска апаратура во 91 јавна здравствена установа. Станува збор за апарати за компјутерска томографија, магнетна резонанса, ЕКГ апарати, апарати за анестезија и така натаму.
Целта е времето за поправка на ресипаниот апарат или замена на делот кој е во дефект, наместо повеќе од 60 дена да трае не повеќе од 15 дена, да нема прекин во работењето и да се постигне намалување на финансиското оптеретување на јавните здравствени установи, соопшти министерот за здравство Никола Тодоров. Тој појасни дека дефектот на деловите од опремата представува еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат јавните здравствени установи, а времето за нивна поправка е релативно долго, имајќи предвид дека секоја јавна здравствена установа треба да распише тендер за да го набави делот, кој е во неработна функција. Ваквиот проект на Министерството за здравство е со цел да се подигне квалитетот на здравствените услуги, бидејќи кога медицинскиот третман е спречен поради дефект на апаратурата, пациентите не можат да ја добијат потребната здравствена нега, а поради тоа се препраќаат од една во друга здравствена установа. Деновиве во општина Чешиново Облешево интензивно се работи на расчистување на дел од каналската мрежа за наводнување и одводнување на оризовите полиња. Со помош на Министерството за земјоделство и Дирекцијата за заштита и спасување се планира чистење на каналите во Облешево, Чифлик, Уларци и Чешиново. Деновиве започна активностите за расчистување на дел од каналската мрежа за земјоделските површини во општина Чешиново Облешево. Се работи за прочистување на земјини канали, кои претежно се во атарите на населените места Облешево, Чифлик, Уларци и Чешиново. Оваа санација е поради поплавите кои се случија во изминатиот период и ја зафатија оваа општина. Дел од каналите се целосно оштетени и нефункционални, а дел од каналската мрежа е затрупана со грмушки и трска. Сепак со овие преземени мерки од страна на општината, земјоделците сејдбата ќе ја започнат навреме и без проблем. Синоќа во Националната установа Универзитетската библиотека Гоце Делчев во Штип беше отворена традиционалната изложба на фотографии насловена "Фотографијата говори за мојот Штип". Станува збор за фотографии кои пристигнаа на 4-тиот конкурс, организиран од општина Штип и фотостудио Фотомак. Традиционално веќе 4-ти пат се одржа изложба на фотографии насловена "Фотографијата говори за мојот Штип", чии што организатори се општина Штип и Фотомак. Изложбата се одржа во библиотеката Гоце Делчев во Штип, а учесници беа млади фотографери, ученици во основните училишта, студенти и граѓани на општина Штип. Организаторот на конкурсот Денис Пеев од Фотомак студиото нагласи дека пристигнале повеќе од 200 фотографии. Кај нас на конкурсот секоја фотографија влегува во надпреварувачкиот каракter, освен фотографиите од фотографиите како што сум јас, Тоше Ристов, Мето Макс, Драган Ристов, Чичко Симо, да не го заборавиме. Оние фотографии што се занимаваме со фотографија не се надпреваруваме, а изложуваме фотографии. А додека сите други фотографии влегуваат во жирирање. Жирито е составено од 5 членови, Драган Ристов од општина Штип, Мето Максимов, познат фотограф, од Фотомак студио јас Денис Пеев, Тоше Ристов, представник од фотографската фела и Маја Рамона Крстева, исто фотограф. Наградените добија благодарници и вредносни ваучери, кои им ги додели градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Еден од наградените е и студент од Германија Марк Зарика на медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. It was in the morning when I woke up and I saw this motif and Кога се разбудив наутро ја видов мотивацијата и ја зедов мојата камера. Мојата импресија беше во раното утро кога го видов сонцето. I take the camera and reject it. Со благодарница за наградена фотографија и ученичка од основно училиште Анастасија Ристова, која имаше изложено 3 фотографии. Па секој ќе се чувствува убаво ако ја доби оваа благодарница и многу сум среќна. На ова годинешната изложба организаторите истакнаа дека имало доста интересни фотографии полни со приказна. Наредната година овој проект ќе слави јубилејно 5-то издание.
По повод Светскиот ден на книгата и авторското право, Националната установа библиотека Гоце Делчев Штип распиша меѓуопштински литературен награден конкурс за песна и краток расказ. Право на учество имаат жителите на општините Штип и Карбинци, кои своите дела можат да ги достават во библиотеката најдоцна до 20 април. Неуспешните литературни творби ќе бидат наградени на 4 мај. Утре во спортската сала Јордан Мијалков ќе се одржи финалната манифестација на спортските студентски игри. Во рамките на оваа манифестација ќе се одигра пријателски надпревар во одбојка меѓу екипата на Универзитетот Гоце Делчев и екипата на Универзитетот Свети Климент Охридски од Бугарија. Во 12 часот ќе се одигра овој меѓународен пријателски надпревар во женска конкуренција и во 16 часот во машка конкуренција меѓу двата универзитета. По одигрување на пријателскиот надпревар ќе им бидат доделени награди на студентите во сите спортови. Европската фудбалска унија ги зголеми наградите за настапите на клубовите во европските купови во следниот 3-годишен циклус од 2015 до 2018 година. Меѓу нив и бонусите за солидарност, односно премиите за сите клубови кои нема да обезбедат настапи во групните фази во Лигата Шампиони и Лига Европа, меѓу кои се македонските клубови. Вкупно 2,24 милиарди евра ќе се дистрибуираат во секоја сезона во следните 3 години. Од нив 1,25 милиарди евра ќе бидат распределени за Лигата на Шампиони, а дополнителни 380 милиони евра за Лига Европа. Остатокот од парите ќе бидат за солидарниот фонд, како и за трошоците за клупските надпреварувања, објави Инфантино, генерален секретар на УЕФА. Деталите од зголемувањето на оваа дистрибуција и наградите на УЕФА за клубовите ќе бидат познати на Генералното собрание на Европската клубска асоциација на 31 март. Според ова се очекува македонскиот првак да има уште поголем предизвик за полулк настап на меѓународната сцена, затоа што премиите сега би били уште поголеми, а истото важи и за останатите представници во квалификациите за Лига Европа. Металург летоска заработи 400.000 евра, откако стигна до третото коло во Лигата Европа. Сега се очекува сето ова да биде повторно зголемено. Со спортските информации ги завршуваме пладневните вести. Проследете ја и временската прогноза. Имајте убав ден. Довидување до дневникот во 16:30.